Нова година, стари проблеми. На дневен ред во парламентот се помалку седници зашто власта не може да обезбеди кворум. Годината започна со откажана пленарна седница што навестува дека и оваа година нема да биде многу работна за пратениците. За опозицијата проблемот е во тенкото парламентарно мнозинство, а од власта пак признаваат дека имаат проблем да обезбедат кворум, но причините биле од останати фактори. Решението според ВМРО-ДПМН е во распуштање на парламентот и предвремени избори, бидејќи во вакви услови не може да се работи. Заглавени покрај антикризните мерки се и законите за новата даночна реформа, за која е неопходна дебата. А од она што може да се забележи од официјалниот собраниски календар, и цела недела нема закажани активности во собранието. Ова собрание во ваков состав и со вака поставени односи на силите не може повеќе да функционира, заради тоа што има навистина сериозни закони кои што треба да бидат донесени од аспект на добробит на граѓаните, антикризни мерки, но и закони кои што се реформски, кои што ги бараат нашите партнери од меѓународната заедница. Но во овој состав со вакви проблеми, ова мнозинство не може да обезбеди функционалност на собранието и токму затоа ние велиме дека треба да има наредна седница во која што единствена точка ќе биде распуштање на парламентот и излегување на предвремени парламентарни избори. И БЕСА гледа единствено решение во предвремени избори. Партиите што го сочинуваат мнозинството, тоа е веќе очигледно имаат проблем со бројките и со 61 или тоа потребното мнозинство за нормално функционирање на собранието и веројатно поради тоа и не се свикуваат пленарни седници. На некој начин влегуваме во една криза што веројатно ќе не однесе на нови парламентарни избори или предвремени избори, затоа што тоа што го кажав и претhodно, мнозинството има проблем со мнозинството. Власта си ги брани пратениците. Отсутни биле поради боледувања и службени патувања. А да, точно е дека закажаната пленарна седница за 10 ја одложивме, мораше да биде одложена, заради тоа што немавме 61 пратеник кој што ќе гласа за дневниот ред. Ние сме сведоци дека онаму каде што се особено Комисија финансирање и буџет, Комисија за транспорт и врски, значи каде што имаме клучни закони, извештаи, во целиот овој период калкулираат и не ги закажуваат благовремено седниците. Инаку, минатата година собранието ја заврши со само 88 работни дена или 39 нови седници. Од владата, откако премиерот Димитар Ковачевски заклучно со декември минатата година стигнале само 60 на предлог законски решенија за разгледување.